Радио Пела, најдоброто во Македонија. Секогаш хитови, секогаш добра музика. 7 дена во неделата, секогаш на врвот. Слушајте не, Радио Пела носи радост и љубов. Почитувани, добар ден и убав ден. Убав ден заради тоа што еве од денеска започна откупот на тутунот, нека е аирлија и нека се плати, како што велат тутунарите, популарно, бидејќи навистина тутунската мака е една од најголемите во земјоделството. Јас се надевам дека оваа година откупот на тутунот ќе помине онака како што посакуваат тутунопроизводителите, а не како што посакуваат откупните фирми, заради тоа што секоја година камен на стапнување се цените содржани во договорите. Но тука со нас е Кире Ристевски, председател на Сојузот на тутунски здруженија на Македонија, представник на секоја од вагите со поверениците. Ќе зборуваме денеска во однос на тоа како би течел откупот на тутунот, бидејќи рековме ова денеска е прв ден, колку од откупните компании се заинтересирани за почеток на овај предвремен откуп на тутунот, какви се најавите во однос на тоа дека ќе има и други што ќе ги отворат вратите за откуп на тутунот, бидејќи денеска започна две компании, Тутунски комбинат и Кавекс Балкан, но ќе чуеме од Ристевски кои се останатите компании. Исто така би разговарале во денешното интервју и околу тоа кои се можностите и начините тутунарите секоја година да немаат проблем со откупните цени, туку еднаш за секогаш да се реши ова уште пред самиот почеток на откупот, но и кои се перспективите на тутунопроизводството во Македонија. Добар ден ви посакувам, добро ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден и од мене и поздрав до вашите слушатели. Она што би започнале е нека е со среќа тутунскиот откуп, да се надеваме дека се ќе биде како што треба, со помалку тактизирање, со повеќе среќни и задоволни тутунопроизводители, бидејќи оваа година знаеме дека квалитетот на тутунот во Македонија навистина е многу добар, со висок квалитет. Уште од почетокот на првата берба па се до последната, па можеме да речеме дека и се уште се бери тутун. Какви се најавите во однос на динамиката на откупот? Вака, од денеска портите ги отвори за откуп на Тутунски комбинат Прилеп со 34 пункта, односно 37 ваги. И Кавекс Балкан од Неготина. Исто и тие ги отворија нивните пунктови за откуп на ова реколта. Динамиката во моментов е задоволителна, значи бев во посета на одреден број на пунктови, бев и Тутунски комбинат. Денешна динамика што ја видовме, она е за нас како сојуз задоволителна, ради тоа што почетокот наше барање и барањето од самите тутунопроизводители се проценува на прва класа, тоа значи дека тутунот е квалитетен, значи си ги има сите карактеристики на ароматичен тутун и компаниите квалитетот мора да си го платат. Точно. Мора да го платат, но тутунарите бараат и цената да биде повисока. Барањето беше доставено и од ваша страна уште на почетокот од тутунската сезона, но бидејќи тутунопроизводителите не се заштитени со закон во однос на калкулациите за цената во договорите, што се случи? Зошто вашите барања откупните компании не ги прифатија за зголемување на цената од некаде 20 до 30%? Нашите барања се цело време, од првиот момент кога дојдов председател на Сојузот на тутунските здруженија, значи не престана барањето за подкревање, односно за подкревање на цената, односно за инвестување на заеднички интереси и за компаниите и за тутунопроизводителите. Меѓутоа, компаниите тактизираат така да ние не можеме нив да му се мешаме во нивните економски математики. Меѓутоа, јас мислам дека треба тутунот да оди во нагорна линија и да се поткрени цената. Значи, ние и во теков на откупов, нашите барања се истите дека мора да ја коригира цената. Така да, ако има корекција во текот на почеток на откупов, значи сите компании што ги има купено тутунот по старите цени, ќе си го доплатат. Значи тоа е во договор со сите компании. Ако има подкрепа на цената, дека ќе си го остатокот на, односно претходно купениот тутун, дека ќе си го доплата по новата цена.
Но се зависи од локомотивата, јас би рекла, тоа е тутунски комбинат Прилеп, како ќе започне и затоа јаве и денеска започна тутунски комбинат Прилеп. Кажаа дека има зголемување на количините кои што ќе бидат откупени годинава во тутунскиот комбинат. Меѓутоа тоа се 2.300.000 килограми, што е речиси 1/10 од вкупно произведениот тутун во Македонија. Најголемите откупувачи, а тоа се Сокотап и Секе, се уште тактизираат, не се започнати со откуп. Што може да се очекува според вас и дали тутунарите во моментов се и тие во исчекување, како ќе се движи оваа динамика на откупната сезона? Па вака да ви кажам, и ние сме во ишекување, ради тоа што најголемите компании, 3 компании, се уште нема почнато со откуп на тутун. Во најава е Бако компанијата да отвори во четврток, во најава се Алијанса да отвори во понеделник, меѓутоа тоа званично се уште го немам потврдено. И самите компании треба да знаат дека пред почетокот на откупот треба како сојуз да не извеза 5 дена пред почетокот. За да можеме ние да ги обезбедиме поверениците, односно вагата мора да има повереник, без повереник не може да купува тутун. Рековте пред неколку денови дека годинава историски најголем број имаме на ваги во Македонија регистрирани за откуп на тутун. Што значи тоа? Дали тоа значи дека во рекорден временски период ќе се откупи тутунот? Или пак тоа значи голем интерес од страна на фирмите кои што земаат тутун во Македонија? Па во второто би рекол дека со рекордно зголемен број на ваги, 337, тоа ми дава за право да кажам дека тутунот значи се бара и се уште ќе се бара тутунот, така да компаниите со зголемување на бројот на вагите интересот му е многу поголем. И сами рековте дека без повереник не може да започне откупот и не може да тече откупот. Што можат поверениците да направат и дали навистина препознаена е нивната сила која што ја имаат на самите ваги при откупот, дали тутунопроизводителите доколку не се задоволни од она што му се цени на вагите, навистина оди до поверениците и тие можат да реагираат за тоа? Значи слободно тутунопроизводител кој има недоразбирање со проценител, значи слободно може да се обрати на повереникот, а повереникот е тој кој е спротивставена страна на откупувачот. И така да проценитело и повереникот мора да договорат класа за тутунот, за да се купи. Меѓутоа, ако не дојде до спогодба, тутунот се остава и второстепена комисија го решава понатамошниот тек на откупот на тутун. Рака на срце, она што треба да се каже е откупот само во прва класа, кој што ние често велиме дека е автогол за македонското тутунско производство на ароматичен тутун. Зошто автогол? Заради тоа што 2 години се цени во прва класа, тоа значи дека не се цени соодветно трудот кој што е вложен за да се постигне одличен квалитет како што се бара на светските пазари. Како ова може да се надмине според вас? За среќа на тутунопроизводителите, да, се цени само на прва класа, што за нив е задоволство да има поголем бенефит. Меѓутоа треба да знае дека тутунот треба да го произведува квалитетно. Ако продолжиме на оваков начин на купување на тутун, односно на производство, довидуваме прашање самата гранка на потамашна обстојување. Значи, приметбата од компаниите, поготово циганите фабрики, не е проблема во цената, него проблема во квалитетот на тутун. Значи, ние како производители треба да си го задржиме квалитетот, а чим го имаме квалитетот, значи ќе си бараме и повисоки цени. Мора да се обстои на таков начин, затоа што тоа е единствено решение за да може и понатаму да се произведува тутун во Македонија, со оглед на најавите кои што стигнуваат и од Европската Унија и од Светската здравствена организација. Би сакала за тоа да ги запознаеме нашите слушатели во моментов, бидејќи има најави со кои што ќе се бара дополнителни наметнување на дополнителни трошоци, како што е акцизата, со која што ќе сака да се намалува производството на тутун во земјите членки на Европската Унија и оние кои што претендираат да станат членки на Европската Унија, па дури Светската здравствена организација оди и подалеку. Што значи ова? За нас како земја кој произведува одличен тутун, квалитетен, она значи погубно нешто за самото производство
И ние за да си го заштитиме самото производство, неодамна станавме полноправни членки на Европската асоциација на тутунски издруженија кои ги брани интересите на тутун производителите, тоа е УНИТАП. И таму се разговараше и покрај тоа што не сме ние членка на Европска унија, значи станавме полноправни членки, значи со полно право на учество, на глас во оваа асоциација на УНИТАП. Така да сите земји членки и ние сме на страната на против Светската здравствена организација и против Европската унија за да се продолжи производството на овој тип на тутун. Кои се барањата на Европската унија во моментов во однос на акцизата? Барањата на Светската здравствена организација се забрана на производство на тутун и изголемување на акцизата. Досега на цигарните фабрики плаќаја од 240, односно 400% акциза, а сега се бара зголемување на овие 450 се бара зголемување уште од 130 до 230%. Новина е во тоа што она сака да воведат и акциза за зелен тутун. Што значи тоа? Тоа значи дека одма се зголемува цената за продажба, а се намалува цената на производство на она. Така да интересот тутун производителите ќе го нема. Односно и компаниите ќе нема интерес да го купат тутунот, да го плата со акциза. Во крајна линија тоа значи дека овие две организации, би рекла, Европската унија и Светската здравствена организација, притискаат и лобираат да се намалува тутунското производство, а од друга страна пак на светските пазари има потреба од зголемено производство, односно побарувачка има за поголемо производство на ароматичен тутун. Како тоа Македонија може да го искомбинира за да можеме и понатаму да произведуваме квалитетен тутун, но и да надокнадиме недостиг на светските берзи? Така е, точно е тоа дека во моментов побарувањата на ароматичен тутун во светот се најде околу 130 милиони килограми тутун, а земјите производители на овој во моментот произведуваат 100 милиони. Значи се јавува недостиг негде околу 30 милиони килограми на тутун. И тоа ни дава нас за право дека оваа гранка се уште ќе обстојува, а ние сме во пополна ситуација од сите останати земји производители на тутун, кои што се уште не сме членка во Европска унија. Значи, ние и понатака можеме да го произведеме тутунот без забраните ако ги воведа, а се надеваме дека нема да ги воведа Европска и Светска здравствена организација за забрана на производство или продажба на тутун и на цигари. Според вас, бидејќи добро ги знаете приликите за производство на тутун во Македонија, со децени и професионално сте вклучени во тоа, колкав е максимумот што Македонија може да го произведе и дали можеме еве ние како држава, ако имаме добра стратегија, да го надокнадиме тој недостиг на светските берзи? Па имаме шанса тоа да направиме сега, ради тоа што познавајќи ги приликите кај нас и реоните кои произведуваат тутун, јас мислам дека не е максимум што може да го произведеме како земја тутун, тоа е негде околу 30 милиони, што за мене е одлична бројка за самото производство и за самите тутунопроизводители. Ради тоа што во моментов најисплатлива и најдоходовна култура земјоделска е тутунопроизводството. Да, и самите тутунопроизводители тоа го велат и со поддршката која што во моментов ја добиваат од државата како субвенција за откупен тутун, субвенција за зелена нафта, односно бонови за зелена нафта и за субвенционирање по површина. Што мислите дали е доволна таа поддршка од страна на државата што се дава или е потребно да се преземе уште нешто кога станува збор за младите луѓе да може да се привлечат и оваа гранка во земјоделството да стане атрактивна и за помладите, бидејќи младите заминуваат во странство? Па, знаете како, секојаш производител, секојаш е малце. Меѓутоа, во моментов Министерството и владата се да речам, во добра мера за помош на самото земјоделство, поготово и на тутунопроизводството, така да со нив кога ќе разговараме идиме до добро разбирање и максимално се вложува во поддршката на производството на оваа култура. Така да, значи, не ги оставаме нив да бидат мирни како министерство, значи и тие мора да покажа афинитети за подобрување на самото производство.
Јаве за крај на овој разговор би ве прашала има ли перспектива тутунопроизводството на ароматичен тутун, но и едно дополнително прашање, не само ароматичен. Има ли перспектива за производство или пак еве дали има воопшто интерес за производство на крупнолисен тутун, бидејќи порано се произведуваше? Да, точно е, порано се произведуваше, баш ние во јас кога бев во тутунски комбинат, произведувавме да прилично поголема површина на негде околу 400-500 хектари произведувавме Вирџинија и ги употребувавме тај Вирџинија за нашите потреби за цигарната фабрика. Има услови за производство на Вирџинија, меѓутоа тука треба да се води сметка, треба да се зголеми хидропотенцијалот, заради тоа што Вирџинијата значи бара на време наводнување, не поднесува суша, да се зголеми хидропотенцијалот, да државата да се изнајда површини кои се под систем за наводнување, само така можеме да почнеме да го произведуваме тој тип на тутун, крупнолисни тутун. Меѓутоа, нашава земја, нашите поднеби исклучиво е, да речем, добро за производство, ради тоа што ние од 365 дни 300 дена имаме сончеви денови во државата и идеални услови за сушење за производство на ароматичен тутун. Да, бидејќи нема друг начин освен сонцето да се суши тој тутун баран на светските пазари. Така е, значи тој е тутун кој се суши на сонце, а крупнолисните тутуни се сушат на топол воздух. Односно бара специјални комори за сушење на тој тутун. Така да во моментов по високите цени на енергенсите, во моментов нас како производство со таа килажа што ќе добиеме од хектари во моментов неисплатлива за нас да ја произведеме. Значи најголеми бенефити да се задржиме ние на нашето производство кое го работиме овде негде по фазла од 200 години ситнолисниот тутун. Така. И сосема за крај, што очекувате од откупната кампања, дали се ќе помине во најдобар ред и реално, дали ќе има зголемување она што го бараат тутунопроизводителите на цената на тутунот? Јас мислам дека ова реколта ќе заврши добро, меѓутоа сум оптимиста дека ќе има корекција на цената. Начинов на почетоков на купување овој тутун со прва класа, јас мислам дека ќе биде задоволни самите тутунопроизводители. Мада никогаш не е доста, секогаш е плюс да има е добро дојдено. Благодарам, тоа беше разговорот со Кире Ристевски, председател на Сојузот на тутунски издруженија. Разговаравме околу почетокот на откупот, очекувањата и се она што е актуелно во однос на производството и откупот на ориенталниот ароматичен тутун во светот. Се надеваме дека откупната кампања ќе помине во најдобар ред и дека она што го бараат тутунарите и ќе го добијат. Благодарам. Благодарам јас. Радио што се гледа, радио што